Јас не би рекол дека се во функција на некој предизборие, без разлика од тоа од кого се наметнат или не. Колку што јас знам, се работи за средства кои што се обезбедени од некои европски фондови и кои што треба да се искористат. И мислам дека во секој случај дека е добро да се направи. А морам да напоменам дека во исто време ние работиме на долгорочна стратегија за презентирање на Македонија, и тоа не само на CNN. Значи CNN е само еден медиум кој што е интересен за Македонија. Работиме на проект, значи Сдруженијето Промарк Медија во Сопанската комара, работи на долгорочен проект за презентација на Македонија, и тоа онаму каде што е потребно. Значи тоа ќе почне од истражување, и тука и во странство ќе се направи долгорочна стратегија која ќе трае со години. Калина, говорете слободно. Што ќе покажеме, реклама или антиреклама убавините или ѓубрето во земја? Јас мислам, да, може. Да. Може. Значи, јас ниту сум представник на некаква комора, ниту сум представник на некаква партиска определба. Јас сум си Калина Нуловска, јас сум си еден прекрасен актер, така се доживувам. И јас мислам дека убавините на Македонија дефинитивно треба да се покажат. Треба да се покажат на CNN, треба да се покажат и понатаму од CNN. Значи треба да знае народот што ние секако убавина поседувам. Сега од друга страна, кога се шетам низ Скопските улици, Битолските, Штипските и споредувам со Загребските, значи прошетав малку повеќе со промовирање на нашата култура, сватив дека таму нема кучиња скитници, значи Загреб, Загреб ќе го спомнам, бидејќи ни е најблизок. Загреб нема кучиња скитници, нема циганчиња кои што, значи роми, се извинувам, нема кои што просат на улица и нема, и јас едноставно тоа го гледам секојдневно по улиците на Скопје и воопшто во цела Македонија. Ако владата, било кој, реши тоа да го тргне, CNN, фала многу. Добро. Веднаш пред вториот круг, би сакал да ве запрашаме, туристите еднаш ќе дојдат, ќе си заминат, дали повторно ќе се вратат и што ќе им кажат на своите пријатели? Ова е веднаш и вториот круг на реплика. Повели, Филип. Вака, благодарам за информациите што ги даде господин Каров, меѓутоа да му дадам ја неколку дополнителни информации во врска со ова прашање. Пред да дојдам во емисија, разговарав со еден европски дипломат, кој што токму тоа ме праша каде се парите за реклама на CNN. И јас му реков, она што го прочитавме дека се некои фондови, од друга страна се зборува дека владата ќе го финансира проектот, меѓутоа тој рече изричито дека Европа не ни дава пари за да ги даваме на американска телевизија. Што не значи дека сум нити проевропски, нити антиамерички и обратно проамерички и антиевропски. Мислам дека во ова време кога завриваат страстите пред изборите мора да бидеме малку повнимателни, особено затоа што председателот и премиерот си најдоа начин како понатаму да се продолжат борбата во нивната политичка партија. Бубо, повели. Тоа се нивни проблеми како ќе се водат политичката борба. Твојот извор, европскиот дипломат, или било многу низок ранг, или не е информиран доволно, според мене. Бидејќи ако парите Европа што ги дава и светот секогаш ги дава наменски. Значи, ако тие пари се наменски дадени за промоција, треба да се